Прво, во однос на авиолиниите, дека имаме нова политика на субвенционирање, која што очекувам следната година да донесе нови дестинации кон Скопскиот и Охридскиот аеродром, но исто така и некаде над 20% патници повеќе и секако повеќе туристи во Македонија, а за македонските граѓани повеќе можности да патуваат надвор државата. Во однос на железницата, истакнав дека приоритет број 1 за Македонија е изградба на брза пруга Скопје-Солун со 200 км на час, која што треба целосно да ја промени економијата на Македонија и која што треба Македонија да ја поврзе со главните пристаништа, а секако на север и со Централна Европа. Кажав дека интензивно работиме и на изградба на железничкиот коридор 8, каде што првата секција од пругата кон Бугарија е скоро готова, втората секција се работи во моментов, а во однос на третата имаме технички предизвици кои што се надевам ќе ги решиме во следниот период, како и предизвици во однос на проектирањето, а секако и сите оние други пречки кои што ги споменавме во период кој што беше пред нас, но се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик со цел да немаме пруга која што завршува во тунел кој што не води никаде. Во однос на изградбата на автопатишта, кажав дека на крајот на годината ќе имаме завршен Куманово-Кривопаланка експресен пат, како и завршен експресен пат Прилеп-Градско, што многу ќе олесни комуникацијата, дека интензивно работиме на Охрид-Кичево и дека во следниот период многу ќе се работи на Кичево-Покојчани, Покојчани-Гостивар, Гостивар-Тетово, како и на Прилеп-Битола.